Во транзитниот центар Табановце, каде што според последните информации на надлежните моментално престојуваат 81 мигранти бегалец, денеска владееше празнична атмосфера. По повод муслиманскиот празник Рамазан Бајрам, невладините организации подготвија свечен ручек и пригодни подароци за децата, а подготвени беа и традиционалните баклава и кадаив за бегалците. Организирани се и спортски надпревари меѓу вработените во центарот и бегалците. Секако дека во оваа прилика можам да кажам на отреден начин се организиравме заедно со невладиниот сектор, заедно со Црвен крст, заедно со институциите во системот на државата, да можеме да обезбедиме овој ден да биде одбележан на пригоден начин, онака како што и следи во домовите од каде што доаѓаат овие бегалци. Од невладината Легис вела дека на овој начин барем малку ќе успеат да го вратат расположението и бегалците за момент да се почувствуваат како во своите домови, токму по повод Рамазан Бајрам. Многу е добро денеска да се види како сите се смеат и се осеќаат како да се дома во Сирија или во своите домови од каде што доаѓаат. Бегалка од Сирија која веќе 4 месеци престојува на Табановце носталгично раскажува дека за овој празник во незиниот дом со денови се подготвувала. За празникот подготвував сириско традиционално јадење компири со месо, орис со зачини кои му даваат прекрасен вкус и секако колачи, блага и разни сладки. Инаку во Табановце престојуваат вкупно 81 бегалец, од кои 63 од Сирија, речиси 50% со семејства со деца. Причина поради која не заминуваат кон посакуваните земји се недоволните финансиски средства, а добар дел од нив очекуваат границите да се отварат. Како наша обврска и одговорност е да се грижиме за овие луѓе, без разлика дали тоа биле 1500 или биле 80 како што се сега, и верувате се грижиме максимално. Бегалците кои се останати очекуваат да го продолжат патувањето кон земјите од Скандинавија и од Западна Европа. Еден од нив е и Сафат Истив, кој 4 месеци се наоѓа на Табановце. Негова крајна дестинација е Норвешка, каде веќе година дена се наоѓа брат му. Овде не е крајот на нашето патување. Овде не може да се живее вечно. Ова е транзитен центар и мора да кажам дека претходно условите не беа на високо ниво, а сега се доуредува и навистина добро изгледа за транзитен центар. Транзитниот центар се доуредува со нови содржини, како што е канализационата мрежа, од која бенефит ќе има и местното население во Табановце. Се работи на водоводната мрежа и на дел од патот. Во моментов привршува монтирањето на соларните системи на новите туш кабини. Според проценките на надлежните се очекува обврските од инфраструктурата да бидат завршени до средината на август.